Добро вечер. Централен дневник на К1 телевизија. Во него ги донесуваме информациите на кои што работеа новинарите од информативната редакција на регионалната К1. И денеска во фокусот се настапите на политичките партии кои представувајќи ги своите изборни програми го бараат гласот на народот на петтите поред предвремени парламентарни избори. Но на што во Велес се одбележи на денешниот ден е убиството на 43 годишниот Тоше К. Почнуваме веднаш по настаните на денот. Огнена престрелка во Велешката населба Којник. Едно лице почина, а едно лице е приведено. Последна недела од изборната кампања. Павел Шатев со анкета. ВМРО ДПМН пред СДСМ. СВР Велес и јавен обвинител попладневно направија увид на местото каде е извршено убиството. Според официјалните информации во полицијата во Велес околу 14 часот и 20 минути јавено е дека имало пукање во населбата Којник. Екипа од СВР Велес испаднала на лице место. Приведено е лицето осумничено дека пукало во сега покојниот Тоше К. Сања Левкова Ангелова има повеќе детали за настанот кој ги вознемири велешани. Пресметка помеѓу двајца којничани која за едниот заврши фатално. Лицето ТК на 43 годишна возраст е убиено, откако во него биле испукани неколку куршуми. Несреќата се случила на улица Васил Ѓоргов, број 47, во близина на плоштадот Којник. Којничани видно вознемирени од настанот, не сакаат да зборуваат во камера, но сепак очевидец за К1 вели. Абе седеме овде два тезга, идат тук. И наеднаш, два пати, три пати, три струи. И почна да овка. Не знаевме каде и шо е како е. И во тој момент вака се исправиве ни двајца. Тоа дојде дечкото овдека, го наполни па пиштоло и па му отиде таму. А удрениот лежеше на земја. Под тоа колите и крвови се беше. Ја не ич таму, од тога, ма се гледа еве каде е 20 метри. Колку истреби слушнавте? Три и тоа овкање после цело време беше и многу овкаше човек. А тој што покуши избега или? Не, тука не им се предаде и на вие кога дојдоа го забиколија и го фанаа веднага тука. Лицето во кое било пукано со возило на итната медицинска служба веднаш било пренесено во општата болница во Велес. Оттаму велат, сериозноста на повредите е причина тоа да им подлегне на раните пред да биде внесено во операциона сала. Значи денеска пред 15 часот е донесен маж на 43 години во нашата болница на хируршко оделение. Во една тешка општа состојба, повредена на неколку места со огнострелно орудие, со видливо крварење. Одма е пациентот донесен во оперативна сала, за жал на самиот внес, веќе пред да се почне било каква интервенција, починал. Тоа може сега да ви го кажам. Која е причината за убиството се уште е непозната. Она што сигурно се знае дека двајцата меѓусебно се познавале. Полицијата е на терен и таа треба да го даде одговорот која е причината за убиството. Носителот на листата за пратеници од изборната единица 3 на Коалицијата за подобра Македонија, Илија Димовски, денес на пресконференција најави дека во тек се преговори со неколку нови странски фирми кои се заинтересирани за нови инвестиции во Велес.
Тој истакна дека создавање нови работни места е врвен приоритет на ВМРО ДПМН. Нашата цел е во следните 4 години да создадеме нови 70.000 работни места. Ова е остварлива цел. Во минативе години во земјава на работа одат нови 160.000 луѓе и тоа е нашиот најголем успех, истакна носителот на пратеничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски. Сакам да подвлечам дека во Велес во време на СДСМ на работа оделе само 9.831 човек. Денес таа бројка е 15.579 луѓе со име и презиме. За точно 5.748 луѓе е зголемен бројот на вработени во нашиот град. Димовски подсети и на времето кога СДСМ биле на власт. Се затвориле сите големи индустријски капацитети, а се создаде армија невработени од 16.912 во Велес. Сега, вели Димовски, сликата во Велес се менува. Фабриката Маркарт, BRG Group, STS Textiles, Eurobrick Company се фирмите кои вработуваат голем број велешани. Дополнително сакам само да најавам дека и во овој период преговараме и разговараме со неколку нови други странски фирми кои се заинтересирани за отворање на своји погони во нашиот град. Токму овие инвестиции се гаранција дека сме на вистинскиот пат. Овие инвестиции се гаранција дека ќе продолжиме да создаваме нови работни места. Димовски порача дека гласот даден за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе биде глас за отворање на нови работни места, рестартирање на некогашните индустријски гиганти и создавање на услови за нови работни места. Кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМН од коалицијата за подобра Македонија во изборна единица 3, Ѓорги Коџабашиев, на пресконференција денес истакна дека за наредниот 4 годишен период во изборната програма предвидени се низа проекти за подобрување на живот, како во урбаните, така и во руралните средини, како дел од програмата Реално на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, а тоа е рамномерен развој во градовите и селата. Со цел обезбедување поквалитетна водоводна и комунална мрежа во општините, во изборната програма Реално на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН предвидени се 59 милиони евра, од кои 50 милиони од Европската инвестицијска банка, а 9 од буџетот на Република Македонија, истакна од партиската говорница кандидатот за пратеник Ѓорги Коџабашиев. Само до крајот на оваа и наредната година предвидено е да се финансираат вкупно 41 проект. Започнатиот проект за изградба на водоводен систем од село Чалошево, кој чини над 16 милиони денари, во градској ќе се изгради фекална канализација до село Доврати, инвестиција која чини 11,8 милиони денари, а во општина Чашка ќе бидат реконструирани локалниот пат во село Мокрин до местноста Теовски уши. Вредноста на овој проект е 15,1 милион денари. Според Коџабашиев, за наредниот 4 годишен период во изборната програма предвидени се низа проекти за подобрување на квалитетот на живот, како во урбаните, така и во руралните средини. Изработка на урбанистички план за градско, проект кој чини 1 милион и 50.000 денари, изградба на мали плоштади во селото Лисиче, Извор, Теово, Нежилово, Ореше и Оморани во општина Чашка. Вашиот глас на 11 декември, рече Коџабашиев, ќе биде глас за рамномерен развој, како во градовите, така и во селата. Средба со младите и представување на мерките за млади, кои ги нуди ВМРО ДПМН во својата предизборна програма. Денеска во Свети Николе имаше Тимчо Муцински. Освен досега реализираните проекти, како спортската сала Цар Самуил во општина Свети Николе, реконструкција на спортските сали во основните училишта Кирил и Методи и подрачното училиште Даме Груев во село Ерџелија, тениското игралиште во новиот градски парк, предвидени се уште низа проекти за подобрување на животот на младите, како во Свети Николе, така и ширум државава.
голем сет на мерки, над 50 мерки за младите луѓе од областа на образованието, од областа на студентскиот стандард, но и од областа на спортската инфраструктура. Свети Николе ќе добие ново баскет игралиште. Свети Николе е град кој што е близко до Штип, студентски центар во Република Македонија. Свети Николе е исто така близко до технолошка индустријска развојна зона која што отвора многу работни места. А ние работиме за младите како во проектите кои што конкретно се насочени кон младата популација, така и кога ги гледаме и мерките од економската политика на ВМРО-ДПМНЕ. Носителот од изборна единица 3 од СДСМ и коалицијата Лјупчо Николовски истакна дека нема да има напуштање на вработените во администрација, но дека истите ќе мора комплетно да извршуваат својата работа и да бидат на услуга на граѓаните. На секој граѓанин ќе дадеме шанса за нормален живот во Македонија. Ниеден од вработените во администрацијата нема да биде отпуштен од работа. Ова го изјави носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Лјупчо Николовски. Меѓу другото, тој истакна дека реорганизација на државната управа ќе биде со крајна цел поефикасен сервис за граѓаните. Институциите ќе работат со полн демократски капацитет. Завршува времето кога администрацијата беше ставена во служба на партијата на власт, доаѓа времето кога институциите ќе работат единствено во служба на граѓаните. За да можат граѓаните брзо, навремено и ефикасно да ги завршуваат своите обврски, клучните институции во државата, клучните институции во администрацијата ќе работат во 2 смени од 8 до 20 часот. Гласот за живот на граѓаните ќе значи држава во која власта не прави притисоци врз своите граѓани и врз администрацијата. На новинарско прашање дали ќе се прави било каква селекција на вработените во администрацијата, Николовски рече: Оценувањето на администрацијата ќе биде врз база на сосема објективни, професионални и стручни критериуми. Тука ќе биде исклучен било какво друго влијание. Секој оној кој што работел стручно, професионално, одговорно, нема да има никакви последици. Администрацијата гарантираме дека ќе остане, вработените ќе работат, меѓутоа она што ќе го направиме, дека граѓаните, бизнис секторот, предприемачите, сите граѓани ќе мора да имат многу подостапни услуги од администрацијата. Во државната администрација нема да се примаат луѓе со партиска книшка. Единствен критериум за вработување во администрацијата ќе биде знаењето, вештините и пред се професионалноста и компетентноста, рече Лјупчо Николовски, носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Кандидатот за пратеник од изборна единица 4 на СДСМ Бетијан Китев денеска на пресконференција во Кавадарци ги потенцираше проектите од областа на земјоделството, кој ги содржи програмата План за живот во Македонија. Кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бетијан Китев ги потенцираше проектите од областа на земјоделието, кој ги содржи програмата План за живот во Македонија. Сериозно внимание ќе посветиме на лозарите. Трудот на лозарот ќе биде вреднуван и ценет, истакна Китев. Државата ќе гарантира сигурен откуп и вториот момент многу важен за лозарите, државата ќе гарантира и редовна и навремена исплата на лозарскиот труд. Токму од тој аспект и ја бараме поддршката од нашите сограѓани, бидејќи мислиме дека освен овие две промптни мерки кои што ќе мора веднаш во следната реколта да ги реализира идната влада, тогаш кога ќе се случат евентуални недоразбирања на релација лозаропроизводители и винарски визби, ќе се вклучи државата. Владата ќе интервенира, грозјето веднаш да биде исплатено од страна на винарските визби. Планирани се во нашата програма 160 милиони евра на годишно ниво субвенции, кои што ќе бидат директно наменети во земјоделскиот сектор за ревитализирање на оваа гранка, но субвенции кои што ќе допрат до вистинските земјоделци, а не до луѓе кои што на дневна основа се менуваат во својата професија. И од тој аспект мислам дека
Оваа програма План за живот во Македонија пред се во делот на лозарството и на земјоделството заслужува поддршка од граѓаните. Китев најави многукратно зголемување на субвенциите за вистинските земјоделци. Носителот од листата за пратеници од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, Петре Шилегов, представи дел од плановите предвидени во предизборната програма. Граѓаните сплотени ќе го вратат животот во Македонија, порача Петре Шилегов. Петре Шилегов, носител од листата за пратеници од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, порача дека ќе стави крај на поделбите затоа што сите граѓани имаат исти потреби. Поголеми плати, подобар животен стандард, нови работни места и нови можности за младите. Ова се дел од плановите предвидени во предизборната програма за живот во Македонија на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата. Во шеска ќе победиме. Во шеска ја пишуваме новата историја на Македонија. Во шеска ја добиваме битката за заедничка Македонија. Затоа што сме заедно посилни. Во шеска ќе победиме и ќе ставиме крај на омразата, крај на поделбите. Во шеска победуваме затоа што сме сите исти. Затоа што сите луѓе имаме исти потреби, поголеми примања, подобар животен стандард, нашите деца да растат пред нашите очи, да ги гледаме тука, да им се радуваме. Шилегов порача, граѓаните сплотени ќе го вратат животот во Македонија. Носителот на пратеничка листа на Коалицијата предводена од СДСМ, Стево Пендаровски, најави сет мерки за подобрување на состојбата на администрацијата. Единствен критериум за вработување во администрацијата ќе биде знаењето, вештините и пред се професионалноста и комплетноста, изјави Стево Пендаровски. Носителот на пратеничката листа на Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, Стево Пендаровски, најави сет мерки за подобрување на состојбата на администрацијата и овозможување истата да биде сервис на граѓаните. Најави објавување на регистарот на администрацијата. Бројката на луѓе во администрацијата мора да биде јавно позната по министерства, по сектори, воопшто во сите нивоа на територијата на цела Република Македонија. Понатаму и во државната администрација нема да се примаат повеќе луѓе со партиска книшка. Единствен критериум за вработување во администрацијата ќе биде знаењето, стекнатото ниво на образование, вештините и пред се професионалноста, компетентност. Пендаровски истакна дека вработените во администрацијата не треба да стравуваат за своите работни места. Најави реорганизација на државната управа со преквалификација, чија крајна цел е ефикасен сервис за граѓаните. Подобрување на економскиот раст во државата, укинување на радиодифузна такса, намалување за 2/3 на паричните казни за физички и правни лица. Ова го најави Павле Трајанов, носител на првата изборна единица од Коалицијата за промени и правда. Павле Трајанов, носител на првата изборна единица од Коалицијата за промени и правда, промовираше дел од предизборната програма, подобрување на економскиот раст во државата, укинување на радиодифузна такса, намалување за 2/3 на паричните казни за физички и правни лица, се дел од програмата на Коалицијата за промени и правда. Пред се водиме сметка за економскиот развој на Република Македонија. Предвидуваме над 800 милиона евра за развој, за економски развој, 2% од буџетот за проекти за младите и се разбира дека битно е што ние сакаме условите за бизнис помеѓу домашните и странските компании да бидат изедначени. На тој начин, наместо по 150 евра, овде во Република Македонија странските компании да ги плаќат вработените, ние сметаме дека
треба да се создадат услови најмалку 300 евра да имат вработените, тоа да биде минимална плата. Јове Кекеновски, носител на листата за пратеници од втората изборна единица, нагласи дека коалицијата за промени и правда се залага за изградба на држава, каде граѓаните ќе имаат еднакви шанси и законите ќе важат подеднакво за сите. Коалицијата за промени и правда е вистинската опција, опција која што нуди честно владење, која што има на кандидатските листи пред се честни луѓе кои што се борат за мир, правда, поредок, стабилност и оттаму тоа е гаранција дека се што ќе ветиме се ќе реализираме. Намалување на невработеноста, отварање на нови можности за младите, просперитет на Македонија. Ова го порача Слободан Богоевски. Реформите кои ги предлагаме во нашата програма ќе бидат силна гаранција дека тоа никој пат повеќе нема да се случи. Сакаме држава на слободни и рамноправни граѓани, еднакви во правдата и во правото. Сакаме просперитет на Македонија и да отвориме перспективи за младите да не ни бегаат, бидејќи Македонија веќе е опустена и нема доволно време за лажни ветувања. Бизнис услови за странски и домашни компании, отварање на 30.000 мали фирми и нови работни места се дел од програмата на коалицијата за промени и правда. Превземени се сите потребни законски мерки со цел почитување на сите рокови за спроведување на изборите, како и техничко организираните мерки за спречување на евентуалните неправилности, соопшти денеска Државната изборна комисија во пресрет на парламентарните избори што ќе се одржат во недела. Државната изборна комисија соопшти дека се преземени сите потребни законски мерки со цел почитување на сите рокови за спроведување на изборите, како и техничко-организацијски мерки за спречување на евентуални неправилности. Гласачките ливчиња и изводите од избирачкиот список се во фаза на подготовка за печатење и оти ќе бидат доставени до општинските изборни комисии во рокот предвиден во изборниот законник. Рок до утре да поднесат барање за овластување имаат домашните и странските наблюдувачи кои сакаат да го следат изборниот процес. Од ДИК апелираат општинските изборни комисии и избирачките одбори да се воздржат од било каква партиска активност се до завршување на изборниот процес, како и вработените во државната и јавна администрација. Апели до гласачите да не подлегнуваат на провокации. ДИК од почетокот на изборната кампања има отворено бесплатна телефонска линија за граѓаните 0800 555 44 на која може да се пријават нерегуларности. ...27,8 рейтинг за ВМРО ДПМН, а 16,2% за СДСМ. Ова го покажува најновата телефонска анкета на Институтот Павел Шатев, спроведена во период помеѓу 30 ноември и 2 декември на 1090 испитаници со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија. Анкетите на овој институт во изминатите години се покажаа како едни од најверодостојните. Според најновата анкета на Институтот Павел Шатев, спроведена во периодот помеѓу 30 ноември и 2 декември на 1090 испитаници, 27,8% од испитаниците се изјасниле дека на 11 декември својот глас ќе го дадат за ВМРО ДПМНЕ, а 16,2% за СДСМ. 28,3% се изјасниле дека најмногу доверба имаат во Никола Груевски, 26,1% се изјасниле дека немаат доверба во никого, а додека пак 10,7% доверба имаат во Зоран Заев. На прашањето за тоа кого би избрале за иден премиер, 50,4% се изјасниле за Никола Груевски, а 14,1% за Зоран Заев. 47,5% сметаат дека на овие избори ВМРО ДПМНЕ имаат подобра изборна програма, а 18,2% за СДСМ. На прашањето за воведување на двојазичност на цела територија на Република Македонија и нов рамковен договор за поголеми права на албанците, 90
93,5% од испитаниците одговориле дека не ја поддржуваат идејата за двојазичност, а 4,9% се изјасниле дека ја поддржуваат идејата за двојазичност. 93,1% од испитаниците одговориле дека на овие избори не би поддржале партија која се залага за концептот на двојазичност во цела Република Македонија и нов рамковен договор, а 4,8% би ја поддржале идејата. Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија, беа опфатени сите 6 изборни единици, како и повеќе демографски карактеристики на населението, вклучително пол и возраст, а исто така беше направена поделба и според руралните и урбани места на живење, при што Скопје е земено како посебна целина, информираат од Институтот Павел Шатев. Избувна пожар на улица Владимир Назор во Велес. На местото на настанот интервенираа пожарникарите со новото теренско возило со кое спречија голема несреќа. Причините за пожарот засега се непознати, а пожарот најверојатно е настанат од невнимание, велат надлежните. За подетелни информации во прилогот што следува. Пожар избувна на улица Владимир Назор во Велес. Брзата интервенција на пожарникарите спречи огнените јазици од помошната просторија да се префрлат на соседната куќа. Тесните велешки сокаци овој пат не беа проблем за пожарникарите, бидејќи на местото на настанот тие стигнаа со новото теренско возило. При самото примање на дојава 5 до 1, односно 12:55, примиме дојава дека на Владимир Назор 148 гори кров од куќа. Со брзата интервенција на противпожарната единица, односно со екипата што беше на смена, брзо реагираше со малото возило што е пристапочно за тесните сокаци. Реагиравме и направивме прекин на огинот, значи имаше доста голем пламен и со помош на самите пожарникари и комшиите во самиот дел на ова мало помогнаме да се спречи поголема катастрофа, односно да се прошири на соседните куќи. Причините за пожарот засега се непознати, иако неофицијално надлежните велат дека истиот е настанат од невнимание. Кривична пријава за фалсификувани пари против ГТ од Неготино поднесе полициската станица од Неготино до основното јавно обвинителство Велес. Деталите ги има Валентина Михајловска. Кривична пријава против 20-годишниот ГТ од Неготино поднесе полициската станица од Неготино до основното јавно обвинителство Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување пари. Имено, пријавениот на почетокот на месец мај оваа година отишол во сендвичара во Демиркапија и купил сендвич и сок за кој платил со фалсификувана банкнота во апоен од 10 евра. Петти декември, светскиот ден на волонтерството, денеска беше одбележан во ликовниот салон во Велес. Настанот беше организиран од клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст. Придонесот на волонтерите не само што го подобрува животот на ранливото население со кое работат, туку го подобрува и животот на волонтерите и нивните заедници. Ова го нагласи претседателот на Црвениот крст на Република Македонија, Милчо Трајков. Ања Василева повеќе на оваа тема. Голем број на велешани со волонтерството ја покажуваат својата хуманост и ја исполнуваат својата мисија која секој од нас треба да ја има, а тоа е да оставиме нешто убаво зад себе. Придонесот на волонтерите не само што го подобрува животот на ранливото население со кое работат, туку го подобрува и животот на волонтерите и нивните заедници. Ова го нагласи претседателот на Црвениот крст на Република Македонија, Милчо Трајковски. Тоа е светски ден на волонтерите, значи се одбележува низ целиот свет, се одбележува 190 национални друштва на Црвениот крст. Ова е денот кога се сака да се укаже на значењето и местото на волонтерите во рамките на средините во кои што делуваат. Значи тоа не е случај само со Македонија, туку со сите држави во светот. Волонтирањето, појасни претседателот на Црвениот крст, се случува на локално ниво, со цел националното друштво да може ефективно да ја мобилизира заедницата. Оно што е добро тоа што имаме голем број на млади луѓе, значи луѓе од средните школи кои што доаѓаат во Црвениот крст и сакаат да волонтираат. Оно што е проблемот е што после тоа тие луѓе понесени од
своите обврски по факултетите на некој начин малку се пасивизираат во тој дел, за да потоа па се вратат. Значи, бројот на волонтерите е зголемен. Црвениот крст на Република Македонија има 3400 активни волонтери и над 7800 регистрирани членови и е една од најголемата хуманитарна организација во државата. А вести од земјава. Запленети се 15 килограми марихуана на граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница кај Струга. Во изминатите 7 дена на телефонската линија за медицински совет Ало докторе имало 1343 јавувања. Запленети 15 килограми марихуана на граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница кај Струга. Дрогата била откриена во автомобил на албански државјанин. Според албанската полиција, македонските власти го апсиле Арбен Башлари, 53 години од Подградец, во чиј автомобил Волво била скриена дрогата. Во акцијата насловена Селек, реализирана во соработка на албанската и македонската полиција, од македонската страна на преминот биле вратени 4 лица, исто така од Подградец. Четворицата биле во возилото Мерцедес, кое се движело веднаш зад Волвото. За сите нив албанската полиција имала сознание дека се занимаваат со шверц на дрога, пренесуваат албанските медиуми, повикувајќи се на полициски извори. При контрола на домовите кај овие 4 лица, во домот на двајца браќа биле пронајдени запленети 10 килограми марихуана, автомат и 27 куршуми. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе, изминатата недела совет побараре 1343 граѓани. Повиците биле од граѓани од сите градови на Македонија и на сите им била дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија. Респираторни симптоми, покачена телесна температура, сезонски вируси, настинки и кашлици биле најчести причини за кои граѓаните побарале совет на телефонската линија Ало докторе. Од почетокот на воведувањето на телефонската линија на Ало докторе досега имало вкупно 122.755 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација, а за медицински совет се достапни 25 доктори. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп излезе со критика на кинеската економска и воена политика. Најмалку 12 лица загинаа во автобуска несреќа во Сибир. Останатите вести од светот во продолжение. Најмалку 12 лица загинаа, од кои 11 деца, а 20 се повредени во сообраќајна несреќа во рускиот Ханти-Мансијски автономен округ на пат што поврзува два града во Сибир, пренесува ТАС. Според првичните информации, возачот на автобус што е превезувал екипата акробати ја загубил контролата и се удрил во камион што се движел во спротивна сообраќајна лента. Децата акробати се враќале од надпревар. Истражните органи соопштија дека истражуваат различни фактори, вклучувајќи ја и слабата видливост и лошите метеоролошки услови. Во автобусот имало 32 патници, од кои 29 биле деца. Во овој руски округ денеска е прогласен ден на жалост. Со критика на кинеската економска и воена политика излезе новоизбраниот американски председател Доналд Трамп, пренесува ТАС. Тој на Твитер напишал: дали Кина не прашува кога ја обезвреднува својата валута, што на нашите компании им прави тешкоти да бидат конкурентни, да ги оптоварува со високи царини нашите стоки што влегуваат кај нив, или да гради голем воен комплекс на средината на Јужно Кинеско море. Не мислам така, напишал Трамп. Претходно, тој телефонски разговарал со тајванската председателка Цај Ингвен, што е невообичаен потек, што предизвика кинески дипломатски протест против Соединетите Американски држави. Овој разговор, според кинеските медиуми, го покажува неискуството на новоизбраниот американски председател во надворешната политика.
Руски ловец Су-33 се урнал во Средоземното море откако излетел од бродот носач Адмирал Кузнецов, соопшти Руското министерство за одбрана. Пилотот успешно се катапултирал пред паѓањето, пренесува Танјуг. Како што се наведува во извештајот, причина за падот на авионот била кинење на една од сајлите кои што служат за сопирање на авионот. Овој инцидент нема влијание на продолжувањето со воените вежби во Средоземното море. Ова е втор ваков случај за неполн месец, каде руски авион паѓа од палубата на носач. Кон средината на ноември падна и еден МиГ-29. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, а во наредниот период се очекува сончево време со пониски утрински и повисоки дневни температури. Температурата се движеше во интервал од 4 до 10 степени. Еве ги деталите. Тука е крајот на овој информативен блок. Имајте пријатна вечер со К1 телевизија. Пријатно!